We'll start to study or to continue the subject from the last night because we didn't finish it. Сега ќе продолжиме со темата од претходната вечер, значи од синоќа, која што не ја довршивме. So we'll again postpone our summary of the meetings from September and December for the afternoon. Значи, за оваа вечер, со почеток од 19 часот вечерва, ќе ги одложиме овие резултати и она што Паулу синоќа го најави, значи неговата рекапитулација на предавањата што ги држеше и во септември и во декември, значи ланските негови пораки. So now I have another question. Сега имам уште едно прашање до вас. It's not from that kind of questions, but Не it's an вакви important one. прашања, не вакви прашања, меѓутоа сепак е важно и значено и ова прашање. So maybe two questions. Или можеби во форма на две прашања ќе го поставам. First, do you know what are these? Прво, дали знаете што е ова? Paper. Paper or dinner? Okay. Who's this? Who's the owner of this paper, of this money? Кој е сопственикот на ова хартија? The National Bank, the Pope. Кој другиот говори? So, you are working for this, no? Вие работите за ова, нели? But these are not yours. Но ова не е ваше. You agree? Nobody works for that much. Okay. So again, you are working for this, but these are not yours. Значи, вие работите за ова, но ова не е ваше. You are agree? Се согласувате? It's normal? Дали е нормално ова? Now, let's have a short lesson of economy. Ајде една кратка лекција од економија. Some people who are trying to lead the world have decided to convert the gold or silver or precious metals into money. Оние луѓе кои што решија и сакаат тие да го водат светот, одлучија да го претворат златото, среброто или друг скапоцен метал во вакви пари. And they have decided that for 1 gram of gold, you have, let's say, 100 dinars. И Let's say, решиле, because I don't know. не мора да е ова точно се разбира, дека за 1 грам злато ќе добиете 100 денари. Тоа би било многу вреден денар во случајов. And Да речеме дека е така. because I don't know your salary, let's suppose that you receive per hour 100 dinars. Да претпоставиме дека за 1 час се плаќа 100 денари тука кај во Македонија, да речеме. So you receive per hour 1 gram of gold. Или со други зборови, за 1 час 1 грам злато. And 8 hours minimum per day, we are working for gold. Значи, 8 часа дневно, најмалку 8 часа, работиме за злато, We are giving our health for gold. помагаме било што да работиме, значи за злато го правиме We тоа. are sacrificing our families for gold. Се го жртвуваме нашето семејство за тоа злато. We are forgetting Christ and His present truth for gold. Го забораваме и Христа и неговата сегашна вистина заради злато. So, this means that gold is something very important for us. Тоа значи дека златото е нешто многу важно за нас. For us that we are going in the kingdom of heaven. За нас кои што одиме, патуваме кон Божјото небесното царство. How is gold seen by God? What is gold for God? А како златото, како Бог гледа на златото? Што представува тоа за него? We will find this in Revelation chapter 21, verse 21. Тоа ќе го најдеме во Откровението, во предпоследната 21 глава, 21 стих. 21. Значи 27, Откровение.
Што пишува тука? А 12 порти беа 12 бисери. Секоја порта беше од еден бисер. Секоја порта од различни бисери. Улиците на градот беа од чисто злато како прозорно стакло. So ulica is made from Значи, улицата е од што направена во Новиот Иерусалим? Чисто злато. gold. Pure gold. Ulica from gold. Very interesting. Улица од злато. Многу интересно. So gold for God is only the means to pave the streets of heaven. Значи, за Бога златото е само материјал за асфалтирање на улиците од небесниот Иерусалим. Nothing more than this. Ништо повеќе од тоа. Now the question is, А сега следно прашање. if I give 8 hours per day for gold, Ако давам 8 часа од својот живот дневно за злато, if I sacrifice my time with my families, my wife, my husband, my children for gold, значи го жртвувам поголемиот дел од времето во работниот ден одвоен од семејството, од децата, сопругата и така натаму заради злато, if I'm running all the day for gold, risking my health, ако цел ден трчам заради тоа злато, па дури жртвувајќи го и своето здравје, knowing that gold is only the means to pave the streets of heaven, знаејќи дека златото е само материјал за поплочување на небесните улици, what shall we do with the thing that God considered of the best value for now and for heaven? Тогаш што треба да правиме со повредните нешта, оние кои што Бог ги смета за најважни, било сега, било во иднина во небесното царство. Do you remember from last night which is this thing? Дали се сеќавате кое е тоа повредно нешто од синокешното предавање? The word of God. The word of God. Божјото слово, точно. So if my most part of the day is given to gold, Here, how shall I translate? They don't work for gold. This is nothing. Yeah? There's no gold. No gold. Nobody gets gold. No, it's only a conversion. It's only a conversion. Everybody understood it's only a conversion. No gold. Тука не се работи ни за злато. Камо да работевте за злато и тоа 1 грам за 1 час. So, if Но сега прашањето е, my time is given for human means, ако толку време одвојувам за да заработам средства, земски, човечки средства, have we arrived now to a time where we should shift the importance of things? дали е веќе дојдено времето кога треба да ги разместиме важностите што им ги придаваме на нештата, вредностите, and to use the riches of this world На тој only начин, for the work of God? што би ги користеле богатствата од овој свет само за Божјото дело. I can give you an example. Можам да ви дадам еден пример. I'm not telling you do not work. Значи, ја не искам да кажам немојте повеќе да работите, да заработувате. No. Work. Значи, работите и понатаму Be professional in working. и бидете професионални во својата работа, But do not work for money, но не работете за пари, but work for God. туку работите за Бога. So when you go to work, Така што кога одите на работа, you must know one thing. треба да знаете едно нешто. Every day
секој ден your colleagues вашите колеги must hear about God from you. треба да чујат за Бога од вас. If you are not allowed to speak about Him, Ако не сте во можност да зборувате за Него, your life should be a testimony for God. тогаш вашиот живот, вашето однесување таму ќе представува сведоштво за Бога. So use everything from this world to the glory of God. Значи, користете се од овој свет, све што имате за прослава на Бога. And have confidence in God that He will be with you every day and help you. И имајте доверба во Бога дека Тој ќе биде со вас секој ден и ќе ви помага. Let's turn the pages of the Bible and go to 1 John chapter 5. Да отвориме во првото Јованово послание 5 глава, 1 Јованово 5 глава, And let's read from there verse 10. каде што ќе го прочитаме 10-тиот стих. Значи, 1 Јованово, 5 глава, 10 стих. Го најдовте? Кој верува во Синот Божи, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Бог, го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото на Негово, со кое посведочил Бог за својот Син. Only 10. Only 10. John is speaking here about the testimony of God about His Son. Јован тука зборува за Божиото сведоштво, сведоштво што Бог го дал за Неговиот Син. And says that those of us who do not believe the words of God make Him a liar. И вели, оние кои што не веруваат во Божиото Слово, го прават Бога лажливец. So be very careful. Значи, биете внимателни. Nobody of us will have the courage to tell to God, you are a liar. Никој од нас не би имал толкава храброст или дрскост, да речеме, отворено во лице да му кажеш на Бога, ти си лажго. But we do this thing and we are calling God a liar. Меѓутоа, ние го правиме тоа и го нарекуваме Бога лажливец, If we do not believe His words. ако не веруваме во Неговите зборови. Now, when God, Jesus, God in person, in human flesh, told us Но кога Господ Исус, како Бог во човечко тело, ни рекол that His words are spirit and life, дека Неговите зборови се дух и живот, if we don't believe this and we are not living according to these words, ако не го веруваме тоа и ако не живееме според тие зборови, we are saying about God that He's a liar. на некој начин ние велиме, сведочиме дека Бог е лажливец. So if the people around us that we want to evangelize, Значи, луѓето околу нас, до кои што сакаме да допреме, да ги евангелизираме, are seeing that we are running after the same things like them, ако тие забележат дека и ние трчаме по истите нешта по кои тие трчаат, they understand that we do not have confidence in the word of God. тогаш тие ќе разберат дека ние немаме доверба, ние самите не веруваме во Божите зборови. Who said to us that life for us means to know and to have the word of Christ. Кои што зборови, значи, нам ни велат дека животот за нас представува да се има Словото Божио. Sometimes we are running after the worldly things only because we are not happy. Често пати трчаме по световни нешта само затоа што не сме среќни. We have problems. Имаме проблеми. All of us have problems. Сите ние имаме проблеми. And maybe some of us, or not maybe, for sure some of us will say, И некои сигурно од нас ќе речат,
why do I have these problems and the other one does not have these problems? Зошто јас го имам овој или овие проблеми, а другиот го нема тој проблем? Why should I pass through this troubling time and my brothers and sisters or this world know? Зошто јас мора да минувам сега низ еден ваков проблем, а другите мои браќа и сестри или останатиот свет да не мора? You must know something. Треба да знаете нешто. The other one is asking the same questions in regard to his problems. Дека другите го поставуваат истото тоа прашање во врска со нивните проблеми. All of us have problems. Сите ние имаме некакви проблеми. And if all of us have problems, the church have problems. И ако сите ние имаме некакви проблеми, значи дека и црквата има проблеми. Because the church is made by people, not buildings, committees or administration. Бидејќи црквата се состои од луѓе, не од згради, одбори, управи. So to resolve the problems of the church means to resolve our problems. Значи за да се решат црковните проблеми, проблемите што постојат во црква, треба да се решат нашите проблеми. Last evening we found out that our solution is in the Word of God. Синоќа откривме дека решението за нашите проблеми се наоѓа во Божјето Слово. Now let's see from the Bible something else. Да видиме во Библијата и нешто друго. Let's open the Bible at Psalm 44. Да отвориме во Библијата во 44-тиот псалм. Please read first 4 verses. Кај што ги прочитаме првите 4 стиха. 44-ти псалм, првите 4 стиха. Молитва за помош гласи насловот на псалмот. Првите 4 стиха. Боже, со ушите наши чувме, а татковците наши ни раскажуваа за делото што си го направил во нивните дни, во деновите древни. Ти со твојата рака си истребил народи, а нив си ги населил. Си уништил народи, а нив си ги раширил. Бидејќи тие не со меч ја придобија земјата, туку и нивните мишки не ги спасиле, туку твојата десница и твојата мишка и светлината на твоето лице, зашто ти беа по волја. Боже, само ти си цар мој и Бог мој, кој му извојува победа на Јаков. In the first 3 verses, David is speaking Во првите 3 стиха Давид зборува about the things that were told by their grandfathers about their зборува за сето она што им било предадено од страна на нивните татковци, она што старите предците нивни им зборувале. about their experience with God, Во врска со нивното искуство со Бога, about the works that God made in these people. за Божите дела кои што тој ги извршил среде својот народ. How they went out from Egypt and entered into the Canaan. Како излегле со Божја сила од египетската земја и се населиле во Ханан. But the situation in the moment when David is singing this psalm and composing this song Но ситуацијата во времето кога Давид го пее или го компонира овој псалм was that the people was not seeing the work of God in their midst. е што во тоа време, че во Давидово време, луѓето не ги гледале Божите дела во нивниот живот. They see God far away from them. Ним им изгледало дека Бог е многу далеку, оддалечен од нив. They are not seeing God being present near them and helping them in their problems. Тие не го гледале Бога како
некој што е присутен во нивниот живот и како некој што им помага во решавањето на нивните проблеми. They say, we have heard about you and what you have done in the past, but now Тие велат, чувме за тебе, слушавме за тебе и што се си правил и си направил во минатото, но сега, the verse 4 is very important. четвртиот стих е многу важен. Please look carefully to it. Уште еднаш да го погледнеме внимателно. You are my king. Боже, само ти си цар мој. You are my king. Ти си цар мој. O God, О Боже, command deliverances for Jacob. Бог мој, според овој превод, кој му извојува победа на Јаков. When shall deliverance come to us? Значи, кога ќе дојде избавување или победа во нашиот живот, кога ќе настапи победа, ќе се случи победа во нашиот живот? When God will utter his words. Кога Господ ќе проговори, ќе го изрече своето слово. If you want to escape from your problems, from your sins, from your difficult life, Ако сакате да побегнете од вашите проблеми, од вашите тешкоти, од тешкиот живот, if you want that in the church the things be done as God's want, ако сакате нештата во црква да се одвиваат како што Бог сака, that the work of the church be filled with the presence of the Holy Spirit, and what you will do here will influence this city and this country, делото што го прави црквата да се врши под влијание на Светиот Дух и тоа што го правите тука да се види во овој град, во оваа земја. if you want this for you and for this church, your church, Ако ова го сакате за себе и за црквата, за вашата црква, you must understand that solution is not in you, in us. треба да разберете дека решението за тоа, клучот за тоа, не се наоѓа во вас, значи во нас самите. The solution to this problem is in verse 4. Клучот или решението за овој проблем се наоѓа во четвртиот стих. It is at God. Се наоѓа во Бога. And we must ask God, you must ask God to command deliverance for Jacob. И треба да го молиме Бога да извојува победа на Јаков, односно да ја извојува нашата победа. Because when God will utter his word, Затоа што кога Господ ќе го изрече своето слово, his words will not return to him without fruits. тоа негово слово нема да се врати кај него бесплодно или празно, како што вели нашиот превод. His word shall accomplish what the word have said. Тоа слово ќе го изврши она што го изрекло или што го кажало, изговорило. We spoke about David that had problems, he and his people in his time. Го споменавме Давид како и тој имал проблеми и неговиот народ во негово време. And we are seeing David speaking to God about past, the miracles from the past. И гледаме како Давид му се обраќа на Бога, споменувајќи ги чудата и делата што Бог ги вршил во минатото. But God also worked miracles in his life. Но Бог исто така правил чуда и во неговиот живот. God forgot his sin, his adultery and his crime. Бидејќи Бог го видел и ја видел и неговата прелюба и неговото убиство потоа, односно неговото злосторство. God gave him victory in battles. Господ на Давид му давал победи во битките што ги војувал како цар. But
in this time when David wrote the Psalm 44, he was speaking about the past, not about his present situation. Но во овој 44-ти псалм, во времето кога го пишувал овој псалм, Давид не зборува за неговата сегашност, туку за дамнешни минати времења. But because David was asking God to say a word, to speak a deliverance word, Но сепак Давид бара, го моли Бога, тој да изрече слово на победа, да издвојува победа. God offered them deliverance. Господ им дал победа. What shall we must do today? Што е тоа што треба да го направиме, да го сториме денес? More than speaking about the miracles of the past. Многу повеќе од само да зборуваме за чудата во минатото. So we are speaking about Israel coming out of Egypt, going to Canaan. Зборуваме, например, за Израел како излегол од Египет и се населил во Ханан. We are speaking about David and his time. Зборуваме и за царот Давид и неговото време. We are speaking about Jesus and his miracles. Зборуваме за Исуса кога бил на земјата и чудата што тој тогаш ги вршил. We are speaking about the apostles, disciples. Зборуваме за неговите ученици, за апостолите. We are speaking about the foundation of the Seventh-day Adventist Church. Зборуваме за темелите или основите на адвентистичката црква, односно за 19 век, адвентната историја. But we must have a song for the present time. Меѓутоа, ние мораме да имаме песна во нашиот живот, во нашето искуство, од оваа сегашност, од нашето време. A song in which we cry for deliverance. Песна во која што ние викаме и бараме победа или избавување од нашите проблеми. A song in which we are asking God to utter His words. Песна во која што бараме од Бога да го изговори своето слово. A song in which we must say to God that we are waiting for His presence and manifestation in the church. Presence and manifestation. Песна во која што бараме од Бога и му велиме дека го очекуваме и го сакаме неговото присуство, неговата манифестација, појава во сегашноста, во црквата. And if we do, you and I, if we do not know what to do, И ако вие или јас не знаеме што да правиме, to have this deliverance, за да ја извојуваме оваа победа, I want you to know that the Bible has given us the answer. би сакал да знаете дека Библијата ни го дала одговорот на тоа прашање. And God has already told us what to do. И Бог веќе ни кажал што треба да правиме. Please open the book of Joel, chapter 2. Да отвориме во книгата на пророкот Јоил, 2 глава, кај малите пророци. Значи. And please read first 2 verses. И тука, најнапред, во 2 глава од Јоил, ќе прочитаме 2 стиха. So Joel 2, first 2 verses. Јоил, 2 глава, првите 2 стиха. Јоил, 2 глава, првите 2 стиха. Трубете со труби на Сион и викајте на мојата света гора. Нека треперат сите жители земни, зашто доаѓа денот Господов. Близу е. Денот на темнина и мрак, денот облачен и црн. Како зората се шири по горите многуброен народ и силен, каков што немало од векот и каков што не ќе има потоа од род во род. Looking to the first 2 verses, tell me about what time does Joel speak? Само од овие 2 стиха, ако ги читате, кажете ми за кое време зборува пророкот Јоил? За кое време зборува пророкот Јоил? Од овие стихови.
for now. За сега? It's about the time near the day of the Lord. Значи, Јоел зборува за време кое што е многу близко до Господовиот ден. So if you are looking to Joel 2, all chapter is speaking about now. Значи, во Јоел, втората глава, ако ја читате целата глава, ќе видите дека целата глава зборува за нашето време сега. Последното време, со други збори. And here we have the answer of God to our problems. И тука, во оваа глава, се наоѓа Божиот одговор за сите наши проблеми. Please read first, 15 and 16 verse. Да го прочитаме и 15-тиот и 16-тиот стих од истата глава. Затрубете со труба на Сион, наредете пост и објавете свечен собор. Соберете го народот, свикајте собор, поканете ги старешините, соберете ги децата и доенчињата, нека излезе младоженецот од свадбената соба и невестата од својата одаја. What shall we do? Што треба да правиме? Blow the trumpet in the church. Затрубете со труба во црква. Sanctify a fast. Наредете пост. Call a solemn convocation, assembly. Свикајте свет или свечен собор. Gather in this assembly the people. Соберете го сиот народ на таквите собори. Assemble the elders. Старешините или постарите лица по наше пензионерите. Gather in this convocation not only the youth but also the children. Не само младината исто така на тие собори, туку и доенчињата се споменуваат, младите, многу малите деца. And not only those that are children but also those that suck the breasts. Дури и доенчињата, значи толку мали, бебиња. Even when we have solemn moments like a wedding, Дури и кога имаме такви свечени моменти како свадба, например, или венчавка, the bridegroom младоженецот and the bride are called to come at this gathering. и невестата, и тие се повикани да дојдат на ваков свет собор. So what God is telling to us is gather together from the oldest one to the smallest one. Значи, оно што Бог тука го вели е да ги собереме сите заедно, од најстарите до најмалите. Be together, fast together, pray together. Соберете се заедно, постете заедно, молете се заедно. Let's read verse 17. Да го прочитаме сега и 17-тиот стих. Меѓу тремот и жртвеникот нека плачат свештениците, служителите на Господ, и нека молат. Смилувај се, Господи, на народот свој, не предавај го наследството свое на срам, та да не се подигруваат со него народите. Зошто меѓу нив да се зборува, каде е нивниот Бог? That's another important issue. Ова е уште еден многу важен момент. Our pastor to cry and weep for the church. Нашите пастори да плачат за црквата. Weep before God to spare his people. Плачете пред Господа да се смилува, да го поштеди својот народ. Work for the people. Работете за тој народ. Then, Тогаш, verse 18 and 19. 18 и 19 стих, тогаш Господ стана љубоморен за земјата своја, па му се смилува и на народот свој. Тогаш одговори Господ и му рече на народот свој, еве, јас ќе ви пратам леп, вино
и масло, и ќе се наситите со тоа, и нема повеќе да ве предавам на срам пред народите. Do you understand? Дали го разбирате ова? Where is the solution? Каде се наоѓа решението? In our hands, Во нашите раце? in our reach and possibility. Во нашиот досек, во нашите можности? If we have desire Ако имаме желба for God to command our deliverance, we shall ask for it. Господ, ако имаме желба Господ да ја извојува нашата победа, треба да го бараме тоа од Него. But if we are not gathering the people, sanctify the congregation, assemble the elders, the children, and the babies, Но ако не го собираме народот, ако не ги собереме луѓето, старите, младите, децата, бебињата, доенчињата, if our pastors are not weeping for the people, ако нашите пастори не плачат за народот, it is because we are not in desire to have the deliverance. тогаш тоа покажува дека во нас не постои желбата Господ да извојува победа. And the power of this world, the power of Egypt and the power of Babylon is so hard upon us И силата, моќта на овој свет, на Египет и на Вавилон е толку голема врз нас, that we don't have power to cry for deliverance. што ние немаме сила во нас да викаме за избавување. But don't forget, Но не заборавајте, the Bible is telling so many times about a God Библијата на многу места ни зборува за Бог, who is listening to hear his people asking for deliverance. за таков Бог кој што чека да чуе молитва од својот народ, да бара од него победа и избавување. But there is a problem with and in us. Постои еден проблем во нас и со нас. Do you remember that the people of Israel were weeping in front of God for deliverance? Дали се сеќавате на момент кога Израел, како Божи народ, плачел и викал кон Бога за избавување? Do you remember that God told Moses that I've heard, Се сеќавате ли кога Бог му рекол на Мојсей, го чув I heard their request, гласот, викот, поплаката, барањето на мојот народ. and I want to offer them deliverance. И сакам да ги избавам, да им дадам избавување. But when Moses was present there to deliver the people, Но кога Мојсей, значи народот пекал, плачал, барал, викал избавување од египетското робство. Но кога Мојсей сега дошол да им го објави тоа ослободување од Бога, испратено од Бога, when God commanded the deliverance of the Israelites, кога Бог го наредил избавувањето или ослободувањето на израелците од Египет, their problems increased. нивните проблеми се намножиле уште повеќе. It was necessary for them to work more than before. Значи, наместо да добијат веднаш избавување, фараонот им наредил да работат двојно повеќе како робови. For the same food. Двојно повеќе да работат за истата храна. Working more, they were separated from their families more. Што значи, ако се работи двојно повеќе или подолго одвоени од своите семејства. Why? Why this? Зошто? Because God said, my people will be delivered. Само затоа што Господ рекол, мојот народ ќе биде ослободен. Why this? Why this? God have said,
His words, he uttered his words, deliverance for my people. Господ наредил ослободување на неговиот народ и зошто сега наместо тоа поголеми проблеми? The question is, why our problems increase when Прашањето God е- is speaking about deliverance? Прашањето е зошто нашите проблеми се умножуваат, се зголемуваат тогаш кога Господ наредува избавување. Our faith is tested. Бидејќи на тој начин се тестира нашата вера. Our faith in that thing which is life for us is tested. Значи, нашата вера се испробува, се тестира во она што за нас представува живот. Moses was a Мојсей бил што? prophet. Пророк. Agree? Се согласувате? Please read, not now, at home, Deuteronomy 18:18. You'll see Moses is speaking about himself to be a prophet. Ако читате дома Второзаконие 18:18, ќе видите Мојсей за себе зборува како за пророк. So if Moses was as a prophet, he was uttering the words of God. Ако Мојсей бил пророк, тој ги изговарал Божјите зборови. He was bringing to the people of Israel the words of God. Тој на израелскиот народ им ги носел Божјите слова, Божјите зборови. Please, let's open Exodus chapter 6 and let's read verse 9. Ајде да отвориме во Излез, 6 глава, или 2 Мојсеева, кај што ќе прочитаме 9 стих, 6:9. 6:9. Излез или 2 Мојсеева, 6 глава, 9 стих. Го најдовте? Мојсей им го кажа тоа на синовите на Израел, но тие не го послушаа Мојсей од малодушност поради тешкото робство. Значи не веруваа. So Moses told them the words of deliverance. Значи Мојсей доаѓа, испратен од Бога, кај израелците им го објавува од Бога навестеното ослободување. The words of God, Божите зборови им ги пренесува. which are spirit and life. As we have Божите seen last зборови night. кои што од синоќа што научивме се дух и живот, But they hearkened not unto Moses меѓутоа тие не го послушаа Мојсеја. for anguish of spirit Заради нивната малодушност and for cruel bondage. и заради тешкото робство. So, please be very careful looking to this verse. Бидете, ве молам, внимателни кога го читаме овој стих. Jesus said, Исус рекол, my words are for you, spirit and life. моите зборови за вас се дух и живот. In Egypt, his people had neither spirit, neither life. Во Египет, значи кога биле во робство, неговиот народ немал ниту дух, ниту живот. They were alive, but they Биле not- живи, меѓутоа did not possess life. не поседувале живот. They didn't work for them and for their children. Тие не работеле за себе или за своите деца, They were working to build up Egypt, a pagan country, a heathen country. работеле за да го градат Египет, паганска, непријателска земја. They were working for Ramses and Pithom. Работеле cities. за Рамзес, за фараонот, градејќи го градот Питон. So they were without spirit and they were without life. И затоа тие биле малодушни, без дух и без живот, иако биле живи, че живи мртовци. When the word of God was sent to them through Moses to command the deliverance, Кога Божито Слово им било испратено преку Мојсей да им навести ослободување, they hearkened not to these words because of their situation. тие не го послушале тоа Слово, токму заради таа нивна мачна ситуација. Ask yourself if it is possible that this thing to happen again with you.
Прашајте се себе си, дали е можно ова нешто да се повтори со вас денес? with us. Со нас заедно. Meaning that we today, Што значи, ние денес we are not listening to the words of God, the words of deliverance, не ги слушаме Божите зборови, зборовите што ни носат ослободување, because this Babylonian world took our spirit and took our life. затоа што овој вавилонски свет не направил и нас малодушни, ни го одзел духот и живоста во нас. If it is so, Ако е тоа случај, with our last powers, со нашите последни сили, let's hear the words of deliverance and believe them. да ги сослушаме, со нашите последни сили да ги сослушаме зборовите на ослободување и да веруваме во нив. The world is going to a moment when one power will control everything. Светот се движи во насока кога ќе дојде значи момент кога една единствена сила ќе контролира се. This thing is happening now, but we are not seeing it already. Ова нешто веќе се случува денес, но ние се уште не го гледаме во целост. We are speaking about the deliverance from Babylon. Зборуваме за ослободувањето од Вавилон, We are speaking about the power of the Catholic Church. за моќта на католичката црква, And we say that the Pope is the problem for every our problems. и велиме папата е проблем за сите наши проблеми. Или причина. Yeah, причина, yeah. The Pope is guilty for our theology. Папата е виновен за нашата теологија. The Pope is guilty that we work 10 hours per day. Папата е виновен што работиме 10 часа дневно. The Pope is guilty that he is now fighting for the climate change. Папата е виновен што се залага за климатски, зборува за климатските промени. And everywhere where the Pope goes, И сега дека што оди папата, we are going after him. ние одиме по него. Everything the Pope is saying, Се што папата вели или зборува, we are doing short videos showing what the Pope says. ние си правиме видеа, си прикажуваме што све прави папата. In our missionary work, Во нашето мисионско дело, our vocabulary нашиот речник contain words like содржи вакви зборови. Egypt, Ramses, Pithom, Египет, Рамзес, Питон, Nile. Нил там. And again, Pithom, Ramses, Питон, Pharaoh. Рамзес, фараонот, значи папата, зверот, Вавилон. We have an obsession with this. Како да имаме обсесија со овие нешта. Pray to God that you have it to lose it. Молете се на Бога да ја, ако ја имате, да ја загубите оваа обсесија. Why? Зошто? If you are looking in the Daniel, prophecies of Daniel, Ако ги погледнете пророштвата на пророкот Даниел, chapter 11 at the end, на especially, крајот од 11 глава, you will see that the Bible is speaking about the kingdom of the north. ќе забележите, последните 5 стиха од 11 глава, Даниел зборува за северниот цар. The kingdom of the north is the power of the papacy. Тоа се северниот цар или царството од север се однесува на Рим или во денешно време на папскиот Рим. But in Joel, Но во Јоил, in the context that we have read it before, во контекстот на сето она што претходно го прочитавме, when Joel was speaking about the end of the time, кога Јоил зборуваше за последното време, за крајот од времето, about the solutions of to our problems, за решенијата во врска со нашите проблеми, about our gathering together, our priests, our pastors praying for the church.
собири за нашите пастори да се молат и плачат за црквата. When God was speaking about this and about his deliverance, Кога Бог зборувал за тоа и за нашето ослободување, he is giving us a beautiful assurance. тој ни дава едно прекрасно уверување во врска со сето тоа. Please read verse 20, 2:20. Joel 2:20. Да прочитаме во Јоел, втората глава кај што бевме, 20 стих, значи Јоел 2:20. Јоел 2:20. Ке почнем да го најдете текстот. Јоел 2 глава 20 стих. Видите што кажува. И непријателот од север ќе го мавнам, вели Господ. И ќе го протерам во безводна и пуста земја. Предходницата во источното море, а позадината во западното море. Источното е мртвото, западното е средоземното. И ќе се почувствува неговиот гнилеж. И ќе се почувствува смрдеа, зашто тој беше направил големо зло. Do you understand? Дали разбирате? That's a promise of God. Ова представува Божје ветување. I will remove far of you the northern army, the army of the kingdom of the north. Значи ќе ја мавнам, ќе ја протерам далеко од вас армијата на северниот цар. I will drive him into a land barren and desolate, Ќе го протерам во безводна и во пуста земја. with his face toward the east sea. Со лицето или предходницата, вели овде, во источното море, And his hinder parts toward the utmost sea. а со позадината во западното море. And his sting shall come up. И ќе се почувствува неговиот гнилеш, неговата смрдеа. We are running day by day after a sting. Значи, ден по ден, ние исто така трчаме по оваа смрдеа. We are speaking every day in our missionary work about a sting. Секој ден во нашето мисионско дело зборуваме за овој смрдеж. But we are not moving a finger for the solution of God. Но не мрдаме ниту со прст за решението од Бога. Please read verse 23. Да го прочитаме сега 23 стих. А и вие, чеда Сионови, радувајте се и веселете се во Господ вашиот Бог, зашто тој ви дава умерен дожд, па ќе ви праќа дожд. Овде преведено пролетен дожд и есенски дожд, или ран дожд и доцен дожд, како и порано. И ќе се наполнат гумната со жито, и ќе се преполнат бочвите со гроздов сок. Тоа е 24. We have read in the past this verse. Do you remember about what he is speaking? Го читавме порано овој стих. Дали се сеќавате за што станува збор? Значи, позен, ран дожд. We have said that the word former rain moderately is not the best correct translation. Овде изразот умерен дожд не е најдобриот превод. Do you remember that we have said then, when we saw the words in Hebrew, that is about the teacher of righteousness? Дали наместо умерен дожд, се сеќавате на ланските предавања, кажавме дека во изворниот текст станува збор за проповедникот на правдата или праведност. About the latter rain? За позниот дожд. And we read this verse in connection with Deuteronomy 32, first two verses. И ги споивме, ги споредивме овие стихови со Второзаконие 32 глава, првите два стиха, ако се сеќавате. Our problems shall not disappear if we speak every day and follow every day the beast.
Ако нашите проблеми нема да исчезнат ако секој ден зборуваме за зверот и на тој начин одиме по него. I won't repent if I will speak against the sins of the beast. Јас нема да се покајам ако цело време зборувам за гревовите на зверот. My work today Моето денешно дело is not to speak to the world about a conquered enemy, Нашето денешно дело не е да му проповедам на светот за некој победен или поразен непријател, but to speak to them about this promise of God. From туку verse да 23. им го проповедам ова Божјо ветување од 23 стих. For decades, the Adventists were speaking about the Pope. Затоа што како лаудикејци ние зборуваме често за папата. Today, only some are speaking about the Pope. Денес пак само малкумина некој зборуваат и понатаму за папата, But the Pope, но папата, what he is doing, оно што тој го прави, the climate change, климатските промени, are not the present truth. тоа не е сегашната вистина. The present truth is Christ and his righteousness. Сегашната вистина е Христос и неговата праведност. And I'm happy that you have understood this. И среќен сум што го разбрахте тоа. I believe that you have understood because Верувам дека сте го разбрале. I found out that you have already 3 books about these subjects already translated. Открив дека веќе 3 книги во врска со оваа тема се преведени од ваша страна. It's about Christ and his righteousness by A.G. Wagner, Христос и неговата праведност од Вагонер, Lessons on Faith by A.T. Jones and Wagner, a series of articles, лекции за верата, односно они серијал написи од Джонс и Вагонер заедно, and Why Jesus Waits, written by Herbert Douglas. и зошто Исус чека од Херберт Даглас And some articles. и некои други написи. Continue this work because this is the present truth. Продолжете со ова дело, бидејќи тоа е сегашната вистина. It is a hard work. I know it personally, what it means to translate, to correct a book. Тоа е навистина напорно дело и јас знам самиот што значи да се преведува, да се издаде цела книга. But it's the work that God has entrusted to us to do. Но тоа е дело кое што Господ ни го доверил да го извршиме. God did not send us to follow the Pope wherever he goes. Господ нас не праќа да го следиме папата секаде каде што тој оди. God did not ask us to drink the words of his uttering on TVs, on his sermons, and give to the others. Господ нас не праќа да ги впиваме, да ги примаме зборовите што тој ги кажува гледајќи ги на телевизија или на видеа и да ги споделуваме со другите. God did not send us to speak about Satan's agenda. Господ нас не праќа да зборуваме за сатанската агенда. God sends his people to rise up the gospel. Туку Господ го праќа својот народ за да го воздигнат евангелието. To speak about Christ and his righteousness. Да зборуваат за Христа и неговата праведност. To speak about the beauty of the character of Jesus. Да зборуваат за убавината на Христовиот карактер. To bring hope Да носат надеж for souls. за душите. But in order for us to go with the hope to the people, also we must find hope. Но за да можеме ние да им носиме надеж на другите луѓе, ние самите треба да најдеме, да ја имаме таа надеж во себе. We must first find out solution Треба ние за себе прво да го најдеме решението, клучот for our problems, за нашите проблеми, for our sorrows, за нашите таги,
when we will know from experience what working with God means, we will be able to go outside. Тогаш кога од лично искуство ќе знаеме што значи да се работи со Бога, ќе можеме да излеземе надвор. May God bless every one of you who Neka- have a job in the translation of these materials. Бог ве благослови секој еден од вас кој што се зафативте да ги преведувате овие материјали. God bless those of you who are not working, were involved in this in a way or another, but you are praying for your brothers and sisters who are doing this. И вас останатите кои што не сте можеби директно вклучени во преведувањето, но се молите го за Господ да ги благослови браќите и сестрите. I want to ask you to continue the good work. И би сакал да ве замолам да продолжите во ова добро дело, Because to speak against the Pope is not the work. бидејќи да се зборува против папата, тоа не е делото. It's a cheap theater. Тоа е ефтин театар. But to translate the righteousness by faith message given to these people, to work for it, to make audio books, to give sermons on this, it is a real good work. Но да се преведува пораката за оправдание со вера и да се проповеда на овој народ, да се прават и видеа, да се подготвуваат било какви материјали, тоа е делото. It is a work that the heaven will accept it. Тоа е делото кое што небото ќе го прифати. It is a work that heaven will bless. Тоа е делото кое што небото ќе го благослови. It is a work that will give us blessing. Тоа е делото кое што нас самите ќе не благослови.